Постојниот пешачки мост, каде што требаше да биде поставено панорамското тркало, чие што изградба е прекината, нема да биде во барок стил, туку ќе биде современ пешачки мост кој ќе биде висечки и нема да има никаков контакт внатре во реката. Идејата за реализација на овој мост е да не се сруши нешто што е 80% готово и зашто досега се потрошени 7 милиони евра, туку да се рационализира трошокот и да се направи што е можно поминимален. Наместо предвидените уште 7 милиони евра кои требаше да се доплатат за мостот без тркалото, тоа сега градот ќе го чини околу 4 милиони. Освен тоа што овој мост ќе биде висечки и нема да пречи за нормален проток на реката. Од коритото на Вардар ќе се отстранат стопите кои требало да бидат носачи на панорамското тркало, со цел да се овозможи непречен проток на реката. На почетокот на летото, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека градежните активности таму ќе се интензивираат и би требало пред нова година да биде завршено и во целост да се ослободи коритото на Вардар и тој да стане проточен и да нема изливање на Вардар заради физичките пречки на стопите. Побаравме одговор од град Скопје за тоа докаде е постапката со пренамена на мостот во пешачки мост, а оттаму ни одговорија дека досега се работеше на проектот со кој ќе се смени неговата функционалност. Поточно, истиот ќе биде пешачки, нема да прави застој во течението на реката Вардар, а воедно и нема да го попречува видикот кон камениот мост. Овој период треба да се започне со поставување сајли, бидејќи мостот е висечки, пошто ќе продолжи неговата преадаптација, изјавија за Прва Скопска од град Скопје. Шилегов најавуваше дека коритото на Вардар ќе се исчисти од галиите, на кои, според него, местото не им е во Вардар. И за ова побаравме одговор од градот, откаде не информираа дека поставените галии во реката Вардар представуваат опасност по безбедноста на граѓаните и нивните имоти, и градот Скопје работи и ги анализира можностите за нивна дислокација. Нивните првични заклучоци од оваа постапка е дека со дислоцирањето на галиите во моментов би имале сериозни повеќе милионски импликации кон буџетот на град Скопје, па во моментов бараат други начини за нивно отстранување. Интенцијата на Шилегов е тие бродови да бидат отстранети од коритото на Вардар.